Во ноќни услови со рефлектори со слаби врнежи од снег и магла, синоќа на Пониква се одржа второто ноќно скијање во оваа сезона. Концесионерот во функција ги пушти двата ски лифта, што значеше доживување за скијачите, почетници и за повештите. Меѓу нив и за градоначалниците од истокот, од кој ски патеката ја пробаа домакинот Николчо Илиев и кодомакинот Драган Анастасов од Пробиштип. Токму ноќното скијање е едно од начините за промовирање на содржините и задоволствата што ги нуди Пониква. Ово е за прв пат што се одржува на Пониква и сум многу задоволен за почетокот. Многу голема поддршка од градоначалниците и двојцата. И има се зголемува бројот, од ден на ден се повеќе скијачи, мислам дека ќе биде се подобро и подобро. Градоначалникот на општина Пробиштип за можностите и перспективите на Пониква истакна. Јас сум прв пат овде на едно вакво вечерно скијање и искрено сум презадоволен. Сакам да искористам приликата преку вашите медиуми и до моите сограѓани, но и сите граѓани од целиот наш источен регион да ова вистинска убавица овде Пониква да може да си ја посетуваат. Страна на општина Пробиштип во соработка со општина Кочани седно разговарано да кого и да има потреба, топовите ќе бидат ставени во функција, се со цел да има непречено скијање, односно да Пониква има што е можно поголем број на туристи. Кочанскиот градоначалник Николчо Илиев ги потенцираше постојните заложби, Пониква да ја збогати туристичката понуда и да обезбеди квалитетни услови за развој на зимскиот и летниот планински туризам, што во перспектива би се поврзали со банскиот. Ќе искористам ова прилика да се заблагодарам на сите колеги градоначалници од истокот што ја прифатија ова покана да дојдат овој ден на Пониква за да го промовираме ноќното скијање и секако да заедно со мојот колега од Пробиштип ги покажеме убавините кои ги нуди Осоговието и Осоговските планини и секако идните можности за развој на прав зимски туризам, она што е на вистина една наша долгогодишна идеја и секако желба која сакаме да заеднички да ја реализираме. На прашањето како го гледаме развојот на туризмот заедно со спа центрите, на вистина ова е една ретка можност, односно ретка привилегија која има било кој друг град во Македонија и во поширокото обкружување, бидејќи навистина Кочани нуди можност за развивање на спа туризам, спа центри и секако планински туризам. Разговори со градоначалниците за поголема искористеност на спортско-рекреативниот центар, посебно во сегашни услови на изобилство од снег и извонреден планински амбиент.